А сега ќе продолжам со темата што имав најавено. Примери на исцелување во Светото Писмо. Интересно е, значи, со почетокот на новата година споменав операција која што не била направена заради исцелување, но сепак е првата и може би единствената операција во Светото Писмо. Нели? Малку повеќе се задржав на аспектот на Божјата слава или светлата облека во која што биле облечени Адам и Ева пред да сгрешат. Меѓутоа има тука и нешто повеќе што да се каже на оваа тема, зошто Ева морала да биде создадена од практично од Адамовото тело. Зашто Господ не создал башка од прав, например жена, и не ја соединил со Адама. Тоа прашање ако даде Господ живот и здравие, ќе го одговориме можеби за 2 саботи од сега. Тоа ќе слушнеме една убава проповед од пастор Стивен Бор на оваа тема. Неочекувано за мене, пастор Стивен Бор одржа една прекрасна проповед за Отецот и Синот. Некои побрзаа да ја прогласат за антитринитарска проповед, а всушност е многу солидна проповед, која што го зборува за вистинското тројство. Не за тритеизмот, да, неговата проповед е сосем спротивна на оно што повеќето денешни теолози веруваат во врска со божеството, но е сосема согласна со духот на пророштвото и со традиционалното верување за тројството низ историјата. Ако даде Господ живот и здравие, ќе презентираме таа негова проповед, која што практично е одговор на прашањето зошто Господ ја создал жената од Адамовото тело, а зашто не ја создал од прав или не ја донел можеби од некоја друга планета, како некоја принцеза на друго кралство, па да ја мажи овдека за Адама. Сега следува едно прашање. Кој е и каде може во Библијата да го најдете првиот пример на некој болен од нешто, од болест, кој што бил исцелен? Што мислите? Кој е првиот случај? Значи, после оваа операција, после создавањето на Ева, која што не била болест, каде во Библијата ќе се сретнеме со болест, било каква, или со потреба за исцелување нечие, било какво? Сте размислували некојаш на оваа тема? Веднаш ќе кажам дека прашањето е навистина тешко. А ќе кажам и зошто е тешко. Тешко е затоа што долго време, многу долго време после создавањето, на планетава Земја немало болест. Или може би Библијата не известува. Например, не известува ли Библијата за болест било кога во текот на предпотопниот свет? Иако таму се што се споменува во Светото Писмо е многу концизно, многу малку, многу кратко. Читаме ли за некоја болест таму? За некој што бил болен таму? Психичка? Не. Добро, значиме и Адам кога почувствувал дека му треба жена, може и тоа да го наречеш психичка болест. Значи, не зборуваме за тоа. Да речеме за физичка, телесна болест. И некој има разни психопати, нели? Пример, психопата бил Ламех, кој што прв вовел полигамија.
Да не зборуваме за психопатот Ханан, внукот на Ное. Може да најдеме еден куп психопати. Гревот сам по себе е болест. Нели? Смртта истака е болест. Добро, или нека специфична болест. Добро, една од неизлечивите болести за човечката медицина. Така да речеме. Каде прв пат се среќаваме со болест? Со болест. Во Светото писмо. Каде прв пат се споменува некоја болест во Светото писмо? Што мислите? Да ви кажам искрено, во цело битие не најдов пример. Ајде да видим. Кажи. Добро. Вред. Дали некој во битие може да најде некој пример на болест? Иако се разбира, битие е многу концизна историја. Не мора да значи дека немало. Повели Зоран? Реков сме не психопати. Аха. Добро. Добро, интересен пример. Вред, значи борбата на Јаков со Исуса Христа. Со Божиот син. Меѓутоа, Јаков не бил лечен од тоа, нели? Ниту пак во ред. Значи, тоа било некој деформитет, може да речеме. Или некој инвалидитет. Нели? Добро, на некој начин и Адамовите едно ребро помалку може да е некој инвалидитет. Но, зашто битие не ни зборува за некоја болест? Знаете, има еден стих во Битие, 35 глава. Јас во двата македонски превода е исто преведен. Меѓутоа ме интересираат дали имаме некои трети, четврти преводи и така натаму. Значи, Битие 35 глава, не се зборува за болест тука, но само ме интересира како би требало да гласи овој стих. Вели, и издивна Исак и умре, се прибра кај родот свој, стар и сит од животот. 29. Последниот стих од 35 глава. Вели, и издивна Исак и умре, се прибра кај родот свој, стар и сит од животот, и го погребаа синовите негови Исав и Јаков. Добро. Сит од животот се вели, што би требало тоа да значи. Тоа е веројатно не дека на човекот му се умирал, се изнаживав. Иако 180 години животен век, особено за наши поими, навистина би било премија. Трајче, што би сакал ти? 180 или 175 години како Аврам? Добро. Мене ме интересира ова издивна. Како е преведено во други библиски верзии? Исто издивна. А како е преведено стар и сит од животот? На романски исто. Знаете како беше преведено во српската Библија на Даничич? Борче, имаш таму, нели? Дај, прочитай ми го ше една. Добро. Исак, според Даничич, умрел изнемоштен. А тоа тука што е преведено како издивна во нашите, во другите преводи. Не знам дали е тоа точно,
дали така би требало, но се сеќавам еден наш брат 2002 година тврдеше, инако нутриционист, да речем, тврдеше дека ова е првиот пример во Библијата, кога Библијата зборува дека некој умрел од изнемоштеност, од слабост. Може би не е така. Да. Дека изнемоштен. А значи друг пример пред тоа. Интересно. Че во секој случај не беше точно дека баш Исак беше првиот случај. Во ред, изнемоштен. Што значи тоа изнемоштен? А како умирале претходните? Дали тие били изнемоштени? Ова на некој начин малку ќе ни помогне да разбереме зашто Библијата долго време после создавањето првпат ни зборува за некоја болест и првпат споменува некоја болест и таа дури во втората книга Мојсејева, Излез. Инако Библијата зборува за разни медикаменти. Например, двете жени на Јаков се скарале заради еден афродизијак. Меѓутоа тука немаме болест во прашање. Трајче? Да. Добро. Да, добро. Добро, тој е интересен случај. Да. Добро се доседи, благодарам. Да, книгата за Јов. Но тоа е Мојсеево време, значи после Битие. Исто така. Јас сега да го споменам примерот со... Ова е подобар пример што ти го спомена за Јов. Инаку, во Излез, кога Мојсеј е повикан да биде пророк, и кога него му текнуваат неколку изговори за да не биде, тука се случиле некои интересни трикови, на кои што овие од американското шоу за таленти сериозно би позавиделе. Кои се тие трикови што се случиле со Мојсеј? Едното од нив е болест. И според мене ова е прв пат во Библијата да се среќавам со некоја болест. Која е таа болест? Мојсеј. Значи, повикан да биде пророк и наведува неколку изговори. Ајде ги прочитаме сите. Да, повели Зора? Од Битие? Повели? Добро. Само толку. Стравизам. Криво гледало, може би. Интересно, да, видиш. Имало нешто. Благодарам. А токму Лија се скара со кого заради тој афродизијак? Меѓутоа тоа не требаше да лечи некоја болест. Или може би требаше. Да. Или беше повеќе наменето за Јаков. И за неговото либидо, како би рекле. Се едно. Да се вратиме кај Мојсеј. Господ му рече во 4 глава од Излез, што ти е тоа во раката? Интересно прашање. Господ го прашува Мојсеј, што ти е тоа во раката? Зарем Господ не знае што е тоа во раката? Се разбира.
Сака Мојсей да даде одговор. Стап! И му рече, фрли го на земја. И го фрли на земја и тој стана змија. Стапот стана змија. И Мојсей избега од неја. Мојсей избега од неја. А Господ му рече на Мојсей, испружи ја раката своја, па фати ја за опашката. Ја испружи раката, ја фати и пак стана стап во неговата рака. Тоа беше првиот трик. Кој беше вториот? И пак му рече Господ, 6 стих, стави ја сега раката своја во пазувата своја. И тој стави раката своја во пазувата своја, кога ја извади, и тоа раката му побелела од лепра, како снег. Како можева толку брзо да се случи? Кои се тие бактерии, кои се тие вируси што толку брзо ја завршија оваа работа? Голема мистерија, нели? Тук имаме една конкретна болест, што се споменува, лепра. Како таа била исцелена во случајот на Мојсей? Како што била заболена? И му рече, стави ја пак раката своја во пазувата своја. И пак ја стави раката своја во пазувата своја, а кога ја извади од пазувата, таа пак станала како што му беше целото тело негово. Лепрата е болест за која што многу често зборува Стариот Завет. И со неја ќе се среќаваме многу често, ако баш фатиме да проучуваме за сите примери на болести и исцеленија во Библијата. Се разбира, во овој контекст, ова е само како трик употребено и нема да се задржиме на ова, бидејќи не е некоја случка каде што некој на вистина заболел и му било потребно исцеление. Но, после овој случај, и се разбира, ако се абстрахираме и од Јов, кој што е хронолошки, да, тој хронолошки е тука некаде, заедно со Мојсей. Се верува дека Мојсей ја напишал книгата за Јов. Но, бидејќи е така, барем современик со Мојсей, ќе го оставиме на страна. И затоа што пред се во Библијата неговата книга се наоѓа многу понатаму, ќе се задржиме со Мојсеевиот случај. Каде после овој трик, значи, на почетокот на Мојсеевата пророчка служба, среќавате болест. Каде е тоа? Што станал таа лепрост напад? Повторниста болест. Каде го наѓаме тоа? Баш ме интересира. Прашањето не е само до Данило, туку до сите. Каде го наѓаме тој случај во Библијата? Ајде, имаме Библија. Ајде мозокот да проработи подобро. Знаете, деновиве на роденденот на Моника имаше двајца браќа кои се трудеа да откријат која сабота во 70-тите години, која нова година започнувала во сабота во 70-тите години. И мојот мозок тоа го пресмета побрзо од двајца паметни телефони. Тоа е само затоа што јас знаев некој податок од една таква година, па ми беше лесно да пресметам дека 1. јануари 72 година беше сабота. Јас сакам и вашите мозци да бидат подобри од компјутерот тука. Каде се наоѓа запишено во Библијата случајот кога Марија, сестрата на Мојсей, или Миријам, или по арапски Меријем, така нихат, по еврејски Миријам, како и Богородица Миријам, заболела и зошто заболела? Од лепра.
Како прво, во која книга треба да се наоѓа тој случај? Кај треба да се наоѓа? Не е во излез. Не е во Левит. Левит е само левитски закони. Треба да е во Броеви, а? Или не е? Каде е тоа? Ајде да го најдеме. Мислам дека не треба да ветиме некоја награда. 12 глава. Да. Точен одговор. И овој превод, ревидираниот вели, Миријам е казната со болеста лепра. Повторно истата болест. Јас би сакал пред да се занимавам со некој конкретен случај на болест, како например овој, да одговориме на прашањето зошто толку долго не читаме за болести од создавањето па до Мојсеево време во Светото писмо. Дали на некој начин Библијата сугерира дека болестите се нешто што се јавуваат многу подоцна, кога значително опаднал животниот век кај луѓето, кога ослабел биолошки човечкиот организам, кога ослабел човечкиот геном, си се зголемиле еден куп генетски оштетувања, се натрупале еден куп генетски мутации со текот на вековите. Во времето на Мојсеј, значи, животниот век од 1000 години некаде до потопот и Ное, после потопот уште некои 300 од првите 600, значи скоро истиот животен век, скоро 1000 години. Во времето на Аврам е скоро 200 години. Аврам 175, Исак 180 дури. Интересна возраст. Ви посакувам сите вие да ја доживеете. Во времето на Мојсеј, животниот век паѓа на колку години? Дури во времето на Мојсеј. Што кажува Мојсеј за животниот век во негово време? Кај го пишува тоа? Каде Мојсеј го запишал тоа? Се сеќавате? Во ниту една книга Мојсеева, туку во кој беше Мојсеевиот псалм? Се сеќавате? Кој беше Мојсеевиот псалм? Да не беше тој трајчеш да го читаше 91-иот? Мојсеевиот псалм. Ајде да го прочитаме тоа, бидејќи тоа е интересно за нашата тема. 90-иот? Да, 90-иот псалм, точно. Каде го пишува тоа Мојсеј? Пример, Десети стих, да. Дените на нашиот живот се 70 години, а ако сме крепки, или во некој преводи и кај посилните, до 80 години. И повеќе време од нив се во труд и мака, бидејќи брзо минуваат и ние одлетуваме. Дали ова може да се каже за нас денес? 70 години, кај посилните и 80. Значи, дури во Мојсеево време, човечеството доаѓа во ситуација слична на секоја подоцнежна до ден денес. Всушност, човечкиот век беше и многу по кус, ако не беа некои последни, така да речам, научни откритија.
Меѓутоа, кога почнуваат тие научни откритија? Така че, во врска со здравието, во врска со... Да, повели? Се препира со луѓето. Добро. Тоа се однесува на времето на милост што им е дадена од тој момент до потопот. Да, постои ограничување, 120 години. Видите, кога еден автомобил се движи со, да речеме со Даниловите 200 км на час. И ако го угаснете моторот и оставите колата сега по инерција сама да се движи, колку далеко ќе отиде, тоа би било прашање од физика и потребни се други параметри, коефициент на триење и така натаму. Но, да поставам полесно прашање. Која кола ќе отиде подалеку? Таа што ќе го угаснете моторот на 200 км на час или таа што достигнала брзина од 100 км на час и тогаш го угаснете моторот и ја оставите сама да се движи по истиот пат, по инерција? Која ќе отиде подалеку? Добро. Второ, не можеш да ја угаснеш во денешните коли. Да. Добро, тоа не е питно. Зошто? Да. Значи, или поголема е кинетичката енергија на првата и така натаму. Знае како русите викаат брзината? На руски како се вика брзина, знаете? Интересен збор. Скорост. Колку е скоро нешто, толку е брзо. Да. Има логика, нели? И ние велиме место скоро за нешто што треба скоро се случи, брзо ќе биде. Сега, која е првата причина зошто човечкиот век бил толку долг после падот во грев? Скоро 1000 години. Која е првата причина? Затоа што тие генерации живееле поскоро до дрвото на живот. Тоа е првата причина. Со гревот, значи колку одминувало времето, колку човечкиот род се оддалечувал од Адама, од дрвото на животот, со гревот ќе настанувале пореметувања секако, мутации, оштетувања и човечкиот живот постепено ќе се скратувал. Меѓутоа, тоа ќе беше само постепено. Господ сакал намерно да го скрати, драстично, побрзо да го скрати. И затоа постојат други причини зашто човечкиот век е покус. Кои се тие причини? Во Библијата читаме дека тој драстично паѓа после потопот. Зошто е тоа така? Постојат повеќе фактори кои што пред потопниот свет ги поседувал за долговечност, дури и на грешните луѓе. Еден од тие најбитни фактори е кој, што мислите? Најповолен за не само човечките, растителните и животинските гени. Каде денес на планетата Земја имате најмногу сконцентриран број и најголем број на животински видови? Каде врие од живот? На тропските предели. Зошто е тоа така? Што има таму? Влага, поголема влага. Што ни кажа Библијата пред потопот? Каков бил воздухот? Зошто не е врнело дожд? Знаеме. Но се кревала паре,
имало многу посилно магнетно поле на земјата. Според некои експерименти што се правени со магнетотерапија, нели се лечат некои болести. Ако денес не требаат неколку дена за да зарасне некоја рана и сеченица, може би за 1-2 часа било готово во предпотопни услови. Само заради посилно магнетно поле. Многу поголем, повисок воздушен притисок. Денеска, знаете, некои болести се лечат во така наречени хипербарични комори. Што значи тоа? Со поголем притисок. Во предпотопот тоа го имало. Предпотопот имало 35% кислород наместо максималните 21. Од 16-21 во Скопје може би 14. Повели Драгче. Да. Точно. Поголем воздушен притисок, да, повисок притисок е по-благотворен за организмот, за лечење и така натаму, ако се работи за некој проблем, например. Дали споменавме све во врска со предпотопните услови на живот? Некој јапонец, овој пример го наведува Милош Богдановиќ во неговата книга Потекло и деградација, пробал да одгледува патлиџани домати да расте во хипербарични услови и тие пораснали некаде 12 метра. Како што беше наведено во неговата книга. И се разбира кој е додатниот фактор, што Борче веќе го спомена, после потопот, за да уште и без овие поволни предпотопни услови на живот, Господ го скрати уште повеќе човечкиот век. Затоа еднаш читав лани од Духот на пророштвото, а тоа е дека Господ намерно ја вовел месната исхрана. Намерно ја вовел месната исхрана после потопот, за да го скрати човечкиот век. Ова може би изгледа чудно, може би изгледа фанатично, може би изгледа зло. Меѓутоа, тоа е така. Господ не сака тука да се вртат, како што не сакал вечни грешници, грешници што ќе јадат од дрвото на живот. Не сака ни долговечни грешници. Господ ја сака долговечноста и вечноста само за неговите послушни луѓе, мажи и жени. Негрешниците сака да им го скрати векот. Сака со овие 70-80 години да ни даде само доволно време за покаяние, доволно време за да направиме избор. Инаку ова не е живеачка. Ова не е живеачка. Никад, колко години имаш? Кога беше, кога имаше 10 години? Дали беше одамна или беше нешто многу скоро? Одамна беше, минатиот век. Времето, колко и да е долго, колко и да го имаме на располагање, дори и 3000 години, брзо ќе поминат. Бидејќи такво е времето. Господ пак никого не го создал за привремен живот. Колко и да е долг. Сите ги создал за вечен живот. Гревот пак и грешникот немаат смисла да постојат ниту 1 милионити дел од секундата, а камоли 70 години. Тогаш зашто постојат грешни луѓе, ама со ограничен животен век? Кога Господ создал за да се живее вечно, а кога со гревот нема смисла да се живее ниту 1 минута, односно плата за гревот веднаш треба да биде смрт. За да луѓето во времето на милоста направат избор. Избор. И тоа, тие 70 години се доволни. Се разбира, не се гарантирани никому, но доволни се за избор.
дали ќе го избереме вечниот живот или не. Дали ќе го прифатиме Христа за наш спасител или не. Значи, секогаш кога се работи, кога се соочуваме со болест и потреба и желба за исцелување, особено ако се работи за пациент кој што ни е драг и кој што сакаме, и многу близок, и многу блиска, пример родител. Секогаш да имаме на ум дека и во Библијата постојат случаеви, и од секогаш подоцна во историјата, кога Господ намерно не сака да биде исцелен некој човек. Туку, ако е тој човек спремен за вечен живот, ако е верен, ако е праведен, подобро е да го успие. Зошто? За да биде спасен. Значи, секојаш да имаме на ум дека Господ создал за да се живее вечно. Не создал за да живеете уште 10 години. Или уште 15 години на царот Езекија. Ниту пак да живеете 1000 години. Туку да живеете вечно. И тоа е првата и единствената цел. Зошто Господ сака да го спаси светот. И тоа секојаш треба да го имаме на ум. Секогаш кога имаме работа со било каква болест, со било какво исцеление. Не е секогаш Божија волја некој пациент да биде исцелен. Иеко во повеќето случаеви, и тоа нека биде утеха, во повеќето случаеви може да биде исцелен и треба да биде исцелен. Ке продолжиме со конкретни примери следните саботи, ако даде Господ живот и здравие, да видиме кои други лекции можеме да ги научиме од библиските примери на болест и исцелување, бидејќи тие лекции треба да бидат еден вид водич, духовен водич за тоа како треба да пристапуваме во случајот со било каква болест и за било какво исцеление, пред било какво исцеление. Нека му е фала и слава вечно. Амин.